Добар ден, велам уште еднаш. Орце Ѓоргиевски, како што и напоменав во централниот дневник, ќе биде мој гостин во најновото издание на Аргумент Плюс. Началник, благодарам што ја прифати мојата покана да разговараме на битните теми за Скопјани. Добар ден, благодарам на вашата покана и поздрав за сите ваши гледачи. Од предизборието до сега неколку пати се менува изјавата во однос на автобусите, една од најголемите маки. Пред да бидете вие градоначалник, па и сега. Сакам да почнам со јавниот превоз, бидејќи се уште граѓаните имаат мака, чекаат и до 1 час на автобуските постојки за да ги обават своите обврски во предизборието. Велевте, кога ќе станам градоначалник, веќе автобусите чекаат во гаражите и ќе ги донесеме во Скопје, ќе има автобуси за сите. Да. Дека чекаат во гаражите, не сум рекол. Рекавте веднаш штом ќе станам градоначалник ќе биде решен проблемот со автобускиот превоз од март па јуни. Се уште видете тука немаме автобуси, а еве правевме анкета пред некој ден. Најголемиот дел граѓаните кажаа од 40 минути до 1 час чекаат на автобуските станици. Видете, тука морам да ги поврзам работите со состојбите комунална хигиена, ако дозволите, јавното сообраќајно. Па сега втора тема ни е ЈСП Скопје. Зошто? Ние комунално. Треба да видиме состојбата кога станав градоначалник каква беше и во едното предпријатие и во другото, но и генерално ке сите. Прво имаше состојба да неколку месеци некои од предпријатијата, а сите немаат доцна со плати, земено плата вработените. И тоа е моментот кој што го надминавме изминатиот период. Јас сум градоначалник нешто повеќе од 100 дена во градот Скопје. И никогаш не сум кажал дека автобусите или не знам камионите за комунална хигиена чекаат во некоја гаража и дека треба преку ноќ да се донесат. Рековте дека договорени се работите, веднаш ќе има автобуси. Имаше распишано тендерска постапка да ги пуштам, за автобусите. Јас не ја водам постапката, но постапката ја води Министерството за транспорт и врски и владата на Република Македонија. Имаше една неуспешна тендерска постапка, сега има нова, имаше и одлука на влада и распишана е постапка за набавка на 150 автобуси, од кои што 100 од тие 150 ќе бидат за градот Скопје наместо 80 како што се планираше првично. Тоа го разговаравме со претседателот на владата и утврдивме дека добро е да бидат повеќе од 80, односно 100 автобуси дополнително. 40 на автобуси имаме адаптирано и пуштено во промет изминатиот период, а стоја по гаражите. Значи од некаде 130 до 140 автобуси кои што ги затекнав дента кога станав градоначалник, сега околу 180 автобуси излегуваат од депоата на ЈСП и го обслужуваат градот Скопје. Колку недостасуваат во моментов? Па мислам дека нешто повеќе од 150. Недостасуваат. Да, за да имаме целосно нормализирање на процесите. И тоа треба да се постигне преку двата моменти. Од една страна е адаптирање, односно поправање на оние сите автобуси кои што стојаа со години по гаражите. Одбива и операторите кои што беа избрани од страна на градот или од страна на сообраќајното предпријатие затоа што не им се плаќаше на истите. Од друга страна имавме проблем кој што беше поврзан со приватните превозници, кои што одбиваа да се обраќаат. Ние имаме нешто повеќе од 3 милиона евра исплатено према приватните превозници, а тоа се долгови кои што се таложеле со години наназад затоа што некој не плаќал према приватните превозници онака како што треба. Што значи дека и во тој дел го бајпасиравме целиот проблем кој што беше наследен од страна на минатото. И ова не го велам за да барам изговори, но кажувам дека реално постигнавме видливи резултати. Дали е состојбата на задоволително ниво? Не. И тоа го признавам јас. Јас сум искрен пред се со јавност и со граѓаните. И апсолутно сум свесен дека и оние 40 на автобуси кои што ги поправивме се стари автобуси. Тие не се автобуси кои што се 2-2,5 години. И дека честопати се случува да некој од нив претрпи дефектажа, да не се обратат од точка А до точка Б, но работиме и даваме се од себе да ги надминеме тие проблеми да бидат што помалку. Оптимистичко сценарио е дека во јуни ќе има автобуси? Јас и на едно гостување пред извесен период кажав за сите процеси и проекти кои што градот Скопје ги распишува постапките и зависат директно од градот Скопје, одговорно тврдам и гарантирам. А можеме да говориме за еден куп
цела лепеза капитални проекти кои што ги откочивме изминатиот период и започнавме да ги реализираме, а некои од нив доправа ќе се Ама сега го сте во координација со централната власт. Од она што го имам како информација, последната информација ми е од пред 2 дена на состанок со министерот за транспорт и врски, е дека договорот би бил некаде јуни месец, ако биде секако што треба, и би започнал од јуни месец набавката на автобусите, што значи дека сите 100 нема да стигнат наеднаш, но ќе започнеме да го решаваме проблемот. И тука, до новата школска година би имало, до септември. Да, тука дополнително го споменувам и БРТ, кое што има две фази. Од една страна е инфраструктурата и она што ќе треба да се гради како инфраструктура, а од друга страна ќе бидат околу 40 автобуси дополнително кои што ќе ги набавиме преку тој проект. Тој беше проект кој што стоеше на страна, знаете и самите, имавме неколку состаноци со ЕБОР, постигнавме компромис, го откочија процесот, ни подадоа рака, мора да го признаеме тоа. За жал во минатото граѓаните плаќаа камати за средства кои што лежат на сметка, а ништо не се превземало околу тоа. Јас сум прагматичен и секогаш кога одреден проект, без разлика кој го започнал, можеме да го имплементираме и би ги подобрил макар за 1% условите во кои што живеат нашите сограѓани, сум да се најде решение, ако треба да се преправи проектната документација и да започнеме да го реализираме. Во минатото се плаќаа камати за нешто што немаше предвидливост во која насока ќе движи. Сега и преку тоа ќе започнеме постапка за набавка на 40 еколошки автобуси. Граѓаните плаќаа само да се да заокружиме камати затоа што советниците на град Скопје не го поддржаа предлогот на градоначалничката тогаш Данела. Сега имам во советот на градот Скопје да обезбедат средства, така? Во советот на градот Скопје во моментов имате представници од сите политички партии. Дали од албанските, условно кажано, политички партии, од ДУИ, од ВЛЕН, дали имате од Левица, од СДС, нашето владеачко мнозинство, помалите политички партии кои што се дали независни, дали во рамки на советите. За прв пат во историјата на градот Скопје буџетот помина за оваа година без ниту еден глас против. Тоа знаете дека се должи на совесноста на советниците од една страна, но од друга страна на тоа дека некој работи во насока да сите бидат дел од системот. Не може советникот да биде третиран единствено како алатка за гласање. Затоа што политиките кои што треба да ги креираме во градот Скопје треба да се и од страна на градоначалникот, но исто да партиципираат граѓаните освен преку градоначалникот и преку советниците, што значи дека несогласувањата во минатото, јас сметам дека се двосмерна улица. Дали е согласување или не согласување, јас само кажав, не сакам да коментирам што се случувало во советот, меѓутоа и Левица и Зелен Куман град не гласале за тој проект тогаш. Не знам точно, не водам статистика кој гласал, кој не гласал. Па се подготвував за емисија и видов кој гласале за тој превоз тогаш. Не знам во минатото кој гласал, кој не гласал, сигурно си имаат своји образложенија зошто тоа така го превзеле како чекор. Јас не го оправдувам, далеку од тоа дека го оправдувам, но треба да се земе во предвид и другата страна, односно да видиме кој превзел чекор конкретно и сработил во насока да некој даде поддршка за нешто. Ние мораме да сме транспарентни во водењето на постапките и процесите, така што да одговориме, има многу прашања за советот, ќе разговараме некоја друга прилика. Колку патувавте од град Скопје до тука? Некаде околу 17 минути. Бидејќи кога се јавив пред 25 минути, до 20 некаде. Да, сигурно е 25. Каде е најголемата гужва според вас? Има повеќе критични точки во градот. Каде треба да се развива Скопје во однос на инфраструктурата? Тоа ми беше. Лима конечно ми е најсериозен фокус изминатиот период, или булеварот Македонија, добро познат, кој што со децении се говореше за него, но немаше старт. Една од точките која што би донела за 33% по сите сообраќајни студии намалување на сообраќајниот метеж во централното градско подрачје. Тоа е еден од фокусите. Понатамо, мостот на Љубљанска. Добро. Кој што за отприлика 20 на дена, ако биде секако што треба со постапката, во финална фаза сме со тендерската постапка, би започнал конечно да се реализира и тоа би значило поврзување на Карпош со Бардовци делот.
во делот кај Систина, тоа е сериозно олеснување на сообраќајниот метеж во градот. Дополнително, тука го додавам и она што веќе со силен интензитет се работи на Момин поток. Момин поток конечно не имаме кога тие две точки би биле проодни? Тука доаѓаме до првиот момент кој што го споменав, а тоа е ветувањата кои што зависат директно од мене. Тоа значи булевар Борис Трајковски, Драчево. Најголемата гужва, особено утрински часови кога движат луѓето на работа и кога се враќаат од работа, до Нова година реализација на проектот. Завршување. Борис Трајковски, Драчево. Момин поток. Нашите планови, согласно и договорот кој што е направен со компанијата, е до Нова година да биде завршен. Мостот со надвозникот, со надвозникот и се останато. Минатиот викенд, ако може би сте забележале, почна да се монтира делот на мостот кој што треба да поврзе со кружниот тек од страната каде што има обиколница од страната. Што значи тој проект не е планиран до Нова година да заврши конечно, таа голгота која што со години, со децении би рекол, граѓаните ја поминуваат да конечно види светлина на крајот од тунелот, и Лимак фаза 2 Македонија поврзана со делот кој што се однесува на страната од кисела вода и центар. Добро. Практично двата кружни текови кај Рамстор и кај Министерството за внатрешни работи со пополнување на тој подвожњак треба да бидат завршени заклучно со Нова година. Ке ни остане последната фаза на Лимак, а тоа е поврзувањето кај Нова Македонија, тој кружен тек, пробивањето на тунелот и поврзување со католичка црква делот кај кружниот тек таму, што значи дека ова е предвидливоста и роковите за овие проекти кои што ги споменав. Од јануари ќе има поослободено возење во Скопје. Сериозно олеснување во делот на сообраќајниот хаос кој што го имаме со децении овде во главниот град. И ако тука се додадат автобусите кои што треба да стигнат, трасата која што сум убеден дека на почетокот на наредна година ќе започнеме да градиме за БРТ. Така, ќе се вратиме на тоа веднаш тогаш веќе доаѓаме до состојба да конечно ги направиме промените кои што се детектираат единствено како проблеми во главниот град децении на нас. Што треба да се проширува како инфраструктура каде што ќе поминува БРТ? Дали ќе се прошируваат булеварите, дали ќе се скратува зеленилото, како би планот, каде би поминувал физички превоз? За многу скоро од денес движењето на трасата ќе биде кај жардинјерата што е поставена, централното зеленило, тоа останува, така? Останува, тоа сакам да го кажам, средишното зеленило останува на булеварите, дополнително од двете страни, бидејќи по една лента се зафаќа. Добро. Двете страни ќе добијат дополнително зеленило, кое што ќе биде во рамките на овој како жардинјери кои што ќе бидат поставени по целиот потек. Како што имате централна голема жардинјерија, тоа ќе мораме и попластично во јавноста за многу брзо да го обзнаниме кога проектот ќе биде целосно. Една од постоечките ленти ќе биде за БРТ? Една од постоечките ленти ќе биде од едната страна за БРТ и од другата за БРТ. И тоа нема да биде само за БРТ. Остануваат две ленти, една за јавниот превоз и една за автомобилите? Не, практично. Јавниот превоз си е БРТ. Добро, а останатиот нема да има јавен превоз од ГСП? БРТ-то ќе го опфати цел транспорт на јавен. Добро, а практично јавниот транспорт ќе биде автобуси? Сите ќе бидат во рамки на БРТ. Точно. Секаде каде што ќе се гради БРТ трасата ќе биде целиот градски транспорт. Дополнително таму траса на движење ќе имаат сите специјални возила, Министерството за внатрешни работи, брза помош, пожарна и се автобуси нема да возат таму, само на БРТ автобуси. Сите автобуси на ЈСП ќе возат во рамки на БРТ трасите. А таму има 40 на автобуси БРТ, така? 40 и плюс целата флота со која што располагаме ние. Добро. Освен Ѓорче Ново Лисиче, односно Лисиче на селото, Ѓорче Ново Лисиче е првата фаза, до втората фаза која што ќе започнеме исто така да проектираме во рамки на процесот на распишување на првава фаза, ќе биде опфат до Драчево и опфат до Радишани. Од Лисиче ќе продолжи до Драчево? Така, тоа ќе го утврдат проекти соодветни кои што ќе работат на целиот процес. А другата траса е од кисела вода до Важно е ние да направиме поврзување не само на Ѓорче со Ново Лисиче, туку да направиме поврзување кое што практично ќе го опфати целото Скопје, а тоа значи дополнителна траса до Драчево и уште една траса дополнителна која што ќе го опфати и Радишани. Колку ќе чини сето тоа? Ќе надмине 70? Па мислам дека нема.
Мислам дека нема. Бидејќи првичната математика беше 70 милиони ќе Мислам биде. дека Сега веќе имаме и други цени. Мислам дека нема. Зошто не веднаш, зошто 2027? Заберете. Затоа што е посложен процес. Ќе треба да се спроведе постапка посериозна, која што ја организира ЕБОР во соработка со градот Скопје. Планот го имаше и Петр Шилегов, го имаше и Данела, затоа што има што се смени од тогаш до нема ништо практично сменето, освен тоа што се планираше да се отстрани средишното зеленило. Сега стојам на ставот дека средишното зеленило ќе остане, па имаше размислување да десната лента биде таа која што ќе биде брза трака, но сепак сметаме дека централниот дел е добар со дополнителни жардинери и ограничување од страните, кој што ќе значи безбедност, кој што ќе значи известност за транспортот за патниците, сообраќајни постројки кои што ќе бидат нели на ниво кој што заслужуваат граѓаните и така натаму. Би го завршиле во ваш мандат? Убеден сум, да. Го тангирате да биде? Го тангирам. Да биде, не знам, джокер карта за втор мандат, или? Јас да ви кажам искрено сум насочен и може да забележите дека јас практично немам излезено од кампања. Така многумина од моите соработници, но и граѓаните често пати знаат да ми го забележат тоа, затоа што нема разлика за мене во дејствувањето ево кога бев кисела вода, периодот во предизборието и сега периодот. Јас имам јасно зацртани цели и ветувања пред граѓаните кои што се преточени во мојата програма. И давам се од себе да ги завршам до крајот на овој мандат. Како ќе биде понатаму, тоа зависи најмногу од граѓаните на главниот град. Ако се задоволни граѓаните, јас го почувствувам пулсот, дека сметаат дека можам уште еден мандат да го водам градот Скопје и да сработам дополнително за нив, за подобрување на условите во главниот град. Сепак јас сум ја добил честа да бидам татко на градот и 4 години да биде, јас сум преблагодарен на граѓаните што ми ја дале таа доверба и преблагодарен на мојата политичка партија што ми дала шанса јас да бидам кандидатот од ВМРО ДПМН. Но сега сум единствено силно фокусиран да имам највисок степен на реализација на проекти било кога споредбено со минатото. Со колку камиони се чисти Скопје? Во моментов имаме некаде околу 48 камиони. Толку беше пред да дојдете? Или? Не, 16 беа дента кога ги затекнав камионите. Наредна недела се потпишува договор, бидејќи е завршена фазата на евалуација од страна на Министерството за транспорт и врски и Светската банка за набавка на 40 нови камиони за комуналната хигиена. Дополнително во тоа спаѓаат и машини кои што ќе можат да ги чистат и перат улиците, така што ќе зголемиме флотата значително и проблемот поврзан со ѓубрето конечно ќе го решиме онака како што треба. Дополнително ние како град Скопје со одлука на Совет обезбедивме средства дополнителни преку субвенции за комунална хигиена јавното претпријатие и за брзо време од денеска знам дека ги припремаат документите, ќе започнат и тендерска постапка за и самите да набавиме камиони, што значи дека полека сигурно кондицијата ќе постигнеме на она ниво кое што треба да биде комунална хигиена. Ако пред да дојдете... Но сакам да споменам дека сето ова што го постигнавме до сега, пак како и за ЈСП ќе кажам дали имаме пропусти, таа често пати особено со роботи камиони, оние кои што ги набави 4 Петр Шилегов дека беше градоначалник, знаете оние континерите по големи кои што се на булеварите, најпроблематични камиони се тие. Еве денес имаме еден функционален, до вечера треба два да бидат. Постојани дефекти имаме на тие камиони, поврзано со електрониката и поврзано со останат тип на дефекти, но откако ќе ни стигне новата механизација, верувам дека ќе биде решен целосно овој проблем, земајќи во предвид, повторно ќе кажам, состојбата која што сме ја затекнале и состојбата која што имаме на функционална механизација. И од аспект на возила кои што треба да обслужуваат комунална хигиена за потребите на граѓаните, и од аспект на јавното сообраќајно претпријатие ЈСП Скопје, и од аспект на целата механизација која што имаме во моментов во улици и патишта, е старата механизација. Немаме се уште ништо ново стигнато од она кој што да кажеме, уште сте 3 месеци градоначалник. Прашањето ми ако додека бевте кандидат или во предизборие, секој континер, речиси секој беше препон. Сега да бидеме реални е секој пети. Бидејќи не може да се постигне да се исчисти се. Меѓутоа,
перцепцијата на граѓаните е дека Скопје е многу валкана. Дали е тоа плоштад, дали се тоа главни улици, дали е градскиот парк, дали се поголемите населби. Јас го почитувам мислењето на граѓаните, апсолутно и вашето мислење, но ќе ми дозволите да не се сложам во овој. Едно крупче да свртиме, сега ќе го имаме, заеднички истото мислење. Да, па не верувам дека баш ќе бидеме заеднички на. Дека мириса на шампон, денеска не мириса. Да бидеме реални, така? Јас не сум кажал дека мириса. Не, вие не рековте, меѓутоа така ве пофалија, дека мириса не пофалија и сум право не пофалија, земајќи во предвид, видете, во политиката. Денеска мириса на шампон. Во политиката јас подобри потези повлекувам кога имам повеќе критики. И тоа го сметам како момент во кој што треба и начин да функционираме политичарите, земајќи во предвид дека граѓаните сакаат да живеат во подобар град и посебен град. Секој сака. Така, јас сакам и вие претпоставувам. И сите останати. Каква беше состојбата, треба повторно да погледнеме. Кажав 1/5. 3 месеци. Имате резултат 1/5. Меѓутоа ова е добро, кога велите дека состојбата според вас е 5 пати подобрена од кога сум станал градоначалник. Еве, ако математички така гледаме, така е. Дали треба се уште да работиме? Треба да работиме. Дали имаме депонии покрај секој континер, особено во централното градско подрачје како што имавме дента кога станав градоначалник, немаме. И тука мора да се согласиме. Дали повторно наместо да се собере 2 пати се случува некаде поеднаш да се собере во денот или на 2 дена према оперативниот план кој што го има комунална, се случува, но сето тоа се должи поради механизацијата која што е стара и дотрајана. Ние работиме, повторно ќе кажам, со целиот капацитет кој што го има и претходниците, но далеку е подобар ефектот и резултатот денес. Од утре започнуваме пообемна пролетна акција, каде што ќе бидат опфатени од утре, перење на булевари, сите јавни предпријатија ќе бидат вклучени, кастрање пролетно и се останато, и фокус ќе ни бидат сите населби рамномерно во Скопје, не само централното градско подрачје, туку секаде каде што е наша територија на градот Скопје, односно булеварското зеленило, булеварите и се останато, така да верувам дека и пролетва уште почест ќе биде градот од тоа што е денес. Што правиме со кучниот скитници? Една од најголемите маки и на туристите и на луѓето што живеат во Скопје. Се слагам. Исто така, за разлика од минатото, не го констатираме единствено проблемот. Поминавме со одлука на Совет, во буџетот е влезено околу 500.000 евра инвестиција во лајка, која што ќе следи во наредниот период. Верувам дека пријатно, особено љубителите на кучињата ќе бидат изненадени од целиот проект кој што го спремаме за таму. За брзо ќе започне тендерска постапка која што ќе значи од една страна подобрување на условите во лајка, но и сериозно проширување на капацитетите таму. Проблемот во моментов е поради немањето на доволно простор. И тоа е проблем кој што го констатирале и во минатото, но за разлика од минатото, сега ќе преземеме конкретни чекори кои што ќе значат освен третман на кучето за ловување, третирање и враќање повторно на улица, хуман третман и услови овозможување во лајка, паркови каде што ќе ги едуцираме и децата, ќе може граѓаните, семејствата да бидат присутни таму и да се зголеми свеста за посвојување на такви кучиња. Во тој момент ние ќе го постигнеме ефектот кој што треба да го постигнеме со лајка. Колку град Скопје плаќа за каснување од куча? Имате во минатото праксата била 1.000.000 евра годишно, судски трошоци и по основна оштета. Така да, водејќи се од тоа и работејќи домаќински во насока да секој денар го заштедиме, а и се и преку бројки, ако дозволите ќе ви кажам за 3 месеци, за нешто повеќе од 3 месеци, каква била состојбата финансиска на јавни предпријатија градот и каква е денес, одиме во насока да што е можно повеќе ја намалиме таа бројка. Тоа се сериозни средства. Еве, нас ке не чини проширувањето на капацитетите половина милион евра. Тоа е половина од она што градот го плаќал години наназад по основ на штети од каснување на кучиња. Нема ли некаква акција да се направи со МВР да се види кој ги носи тие кучиња? Па ние имаме неколку пријави. Имаме неколку пријави до Министерството за внатрешни работи. Ние не сме таа институција која што може да преземе. Јасно, вие сте тие што ги плаќате последиците. Апсолутно, но имаме еве неколку пријави и пријавите се однесуваат на некои соседни општини надвор од градот Скопје, кои што се не би сакал да навлегувам во детали, но граѓаните веќе изнесоа дел од тие работи во јавноста. Интересно беше што се појави шпекулација дека од други земји имаше и такви информации. Од регионов, но неточно е тоа. Да, треба да поминати граници, царини. Се работи за општини кои што се блиску до градот Скопје, но не се во рамки на градот Скопје.
и веќе мислам дека Министерството за внатрешни работи работи на Како стоиме со наплатата на данокот на имот? Денес многу подобро за разлика од тоа што го наследив. Јас ако затекнавме состојба да во градот Скопје се должи над 20 милиони евра данок на имот, денес се должи некаде околу... За колку време? Некаде околу, за последните 5 години. Денес се должи некаде околу 11,5 милиони евра, земајќи во предвид дека не само што е зајакната финансиската дисциплина, туку и превземавме чекори кои што значи и блокади на сметки. И еве и денес да искористам оваа прилика да ги замолам граѓаните, затоа што многу често се случува да дојде граѓанин кој што е блокиран и единствено таа година за кој што е блокиран да третира, но останатите да не ги третира години, односно да не ги плати од врските. Јас се земам во предвид. Но зборуваме за хигиена и нови возила. Зборуваме за мора да имате средства некако да соберете. Зборуваме за паркови, зборуваме за БРТ и се останато. Но основните работи треба да земеме во предвид првенствено дека во цел регион најмал буџет имаме ние како град Скопје. Не со Европа да се споредуваме, со регионот. Најмал буџет имаме како град Скопје, тоа е едната димензија. Втората димензија, најниски давачки имаме. И по основ на вода, и по основ на ѓубретарина, и по основ на данок на имот. Барем во тоа ги замолувам граѓаните да бидат прецизни и да си ги подмируваат своите обврски. Зошто? Затоа што во спротивно, согласно закон, јас некој во минатото можеби го прекршувал законот, дозволувајќи да застарат долгови. Јас не планирам да го прекршувам законот и јас ќе морам да влезам во фаза која што ќе значи извршни решенија. Се друго значи оштетување на буџет. Прашања, уште кусо време зборувавме за инфраструктурата, не ве прашав за мостот кој што е кај Јане Сандански салата. Имате најавено пред месец дена дека во завршна фаза е супер вештачење за пробивање на мостот кај Јане Сандански. Да. Што ќе се случува, каде ќе се поврзе тој мост? За да не дојдевме во ситуација денес да ми кажете автобусите кажавте во гаража ќе бидат, а не сум кажал дека седат во гаража. Не, рековте дека веднаш што ќе дојдете да ќе започнеме постапка за набавка на автобуси. Ќе има веднаш автобуси. Да. Кога сме кај мостот, јас бидејќи тој завршува во двор кај некој од луѓето во керамидница, така? Во куќи конкретно, таму има 5 објекти кои што треба да се експроприираат за да дојдеме до Ирана, кои што треба да се експроприираат и сите се и затоа не ги спомена во делов од проекти кои што ќе бидат завршени до нова година. Дали работиме интензивно со цел тим. Уште колку има објекти што треба да се... Значи имаме 5 објекти кои што ни се клучни за она што сум го ветил јас пред граѓаните. Јас ветив дека за многу брзо време по завршување на судските постапки ќе биде овозможено функционалност на тој мост. Но, дека ќе продолжиме во перспектива да ги дорешаваме останатите имотно-правни односи. Значи, таму има повеќе од 60 објекти кои што треба да се експроприираат, но овие неколку, кои што се во рамки на судска постапка, се клучни за да можеме да го пробиеме делот. Дали тоа ќе биде се заобиколат куќите, не можат или можат? Не може овие да се заобиколат затоа што влегуваат директно во трасата. Да би било добро кога имате можност, заедно се нудам на телевизијата во ваше присуство на било кој ваш колега да ги посетиме сите објекти капитални кои што ги градиме, вклучувајќи го овој за да можеме одблиску да судски процес да ја доловиме. Не се согласуваат луѓето. Не се согласуваат, но и непристојни за една од позициите се во нивните барања, бараат сериозна сума на средства која што нелогички е градот да исплати за експроприација таму, наспроти она што си има утврдено како... Колку дава градот ако не е проблем, кажете? Последната понуда од страна на градот е 180.000 евра, но барањето е некаде за цела куќа таа што блиску на дупло од ова што бараат, да, што сметам дека е нелогички. Сега ние треба да го гледаме секојаш интересот пред се на... Јас ги разбирам граѓаните, но треба интересот на градот да го гледаме и да располагам со тој буџет, морам јас домаќински исто како што располагам со буџетот дома, така да тука ќе мора несогласувањето да го реши судот. Нарачено е, како што кажав, супер вештачење, мислам дека јуни месец е постапката. И судски ќе треба да се разреши. И судот може да одлучи во корист на градот? Судот може да одлучи во корист на кого ќе процени судот. Во интерес на да, или може да предложи одреден компромис во целиот процес, така да тука
чекаме на судот, затоа и во овие проекти, лепеза од проекти кои што ги споменав, кои што планираме да ги завршиме до крајот на оваа календарска година, не го споменав овој проект затоа што не зависи директно. И кога би стигнало до Рана? Потоа што? Каде тука ќе направиме функционален мост, прво и основно. Каде? Мостот ќе стане функционален. Добро, тоа е јасно. Да. И тоа ни е првата цел. Па понатаму ќе продолжиме со експроприација на останатите објекти. Важно е мостот да не биде мост за ловење риба како што е години на нас. И тоа буквално вака го имам ветено во програмата. Значи функционален во право смисла на збор нема да биде уште 10 години. Тоа не знам, ќе видиме колку ќе трајат процесите на експроприација понатаму, не верувам дека 10 години, но дека ќе биде функционален, мостот ќе биде функционален, но целосно ќе заврши откако ќе го прикажеме тоа во јавноста детално. Сакам да споменам, ако дозволите, за финансиската состојба на градот Скопје. Знаете дека наследив во една минута околу 300 милиони евра долг. Јас имам и предпријатие по предпријатие колку се намалени долговите за нешто повеќе од 3 месеци. Кумулативно 48,5 милиони евра е намален долгот на градот и јавните предпријатија за нешто повеќе од 3 месеци. Никој до сега нема такво нешто направено во градот Скопје и ова е почеток на она што гради, што значи градење на стабилен град кој што ќе стои на стабилни носи. Одлично, сакам со Луна паркот да завршиме со култура и со забава за најмладите. Срушени се двете диска кои што беа во градски парк, тука се гради па 2 или 3. Се срушени, се гради Луна паркот. Не е започнато со градење, во тек е тендерската постапка. Се гради простор кој што треба да биде. Ние влеговме во фаза да го исчистиме целиот простор. Кога има градежни работи, багери, тоа е веќе во процедура. Сакам да прашам, дали ќе биде споен со зоолошката градина? Да, она што го планираме во последна фаза е да биде споен, тоа да биде како еден целосен проект, во кој што Луна паркот ќе може преку мост, како што беше првичниот план да се спои со зоолошката градина. Пјур? Единственото диско што остана ќе се руши и тоа? Имаме и за таму постапка, но имаме жалби. Имате жалби. Дали прашањето ми е дали градот планира да се направи некаква друга локација каде што на бизнес заедницата ќе се понуди да се прави место надвор од населено место за диско клубови за забава на младите. Разгледуваме неколку. И кои се локации? Неколку локации. Една од тие локации, еве ќе кажам ексклузивно, е Подкале, делот, каде што беше базенот. Еден од моите контракандидати што нудеше тезге да направи на место каде што има див базар. Да. Но она што ние во план како град Скопје да ние бидеме инвеститори на неколку објекти таму. Добро. Зошто? Затоа што Кочани, знаете дека сите не погоди, годишница вчера беше од трагедијата. Треба да градиме, јас разбирам дека треба по стандард за младите да биде дадена алтернатива, да имаат можност да се забавуваат и се останато, но не би дозволил, моето дете има 8,5 години, утре да влезе во небезбеден објект. Она што го планираме ние, го разговарав со комората на угостители, со кои што морам да истакнам дека имаме одлична соработка, ние како град Скопје по одлучување на локацијата која што ќе ги исполнува сите стандарди, да изградиме објекти кои што ќе ги дадеме под кирија на само за тоа треба да има соодветно одржување. И соодветно одржување кој што ќе биде нивна обврска, но и ќе има соодветна кирија. Во некој од другите гостувања ќе можеме детали да кажеме за кириите. Еве една кирија на пример во зоолошка градина, според номинатото колку се плаќало и денес е 2,5 пати поголема сумата која што сега ќе биде. Да, знам дека смешни цени има. Приход ќе биде на зоолошка градина. Ќе добие Скопје саем? За тој имаше најави за ова? За тој проект разговараме неколку пати со председателот на владата. Има нешто што треба да го соопшти владата, а ево најава за многу скоро, верувам дека ќе излезат со детали. Начално ти благодарам што денеска бевте мој гост. Ми беше чест. Почитувани, садам дека го задржав денеска вашето внимание, ви благодарам на довербата, останете со програмата на телевизија 24. Од мене пријатно.